Македонија е на врвот во Европа по бројот на заразени со COVID-19. За само една недела, бројот на нови случаи пораснал за близу 240%, што е доволно земјава да се најде на првото неславно место. Експертската јавност со недели алармира дека мерките за заштита доцнат. Владата вчера ги усвои препораките на Комисијата за заразни болести, да се ограничи движењето на невакцинираните лица и да се забрани организирање на свадби, прослави и настани во затворен простор. За министерот Филипче мерките се навремени и ќе дадат резултат. Воопшто не е доцна, мислам дека сосем навремено ги предлагаме сите мерки. Ова беа работи кои што ние ги најавувавме и повеќе месеци наназад дека ќе ги воведеме и го чекавме моментот кога е за тоа соодветно. Еве и сега, во моментот кога почнува евидентниот раст, почна во изминатата недела, тогаш практично се зголеми број на пациенти кои што се хоспитализирани, сметаме дека е добар период кога доаѓаат и месеци кога ќе бидат поголема бројка на луѓе во затворено, да се даде и да се предложи на ваква мерка. Одлуката од 16 август влезот на организирани настани да биде само за вакцинирани граѓани, ги зовре корисниците на социјалните мрежи. Гневни се на министерот и прашуваат дали на ваков начин власта сака да ги казни и да протне еден вид на прикриена задолжителна вакцинација. Со овие задоцнети мерки на овој тотален вакцинален хаос, на отворени дискотеки и кафичи, на концерти карлеуши, на 169 фул вакцинирани и повторно заразени. Со кој памет ќе барате каков било документ да се приложи за било каде, било кому? Јас како невакцинирана, но дисциплирана, жива, здрава и жилава жена во години, можам да ви приложам само среден прст, коментираат корисниците на Facebook. Новите мерки на владата предвидуваат забрана за секаков тип настани во затворен простор, како и работа на угостителските објекти на затворено. А од 15 август се воведува задолжителна потврда за вакцина, најмалку прва доза, при влез на настан каде ќе има повеќе од 30 присутни. Во меѓувреме, притисокот врз болниците расте, а тоа го призна и министерот Филипче. Тој вели дека пациенти од Тетовската болница ќе се препраќаат во Скопје, а за таа цел ќе се ставел во функција уште еден спрат на инфективната клиника. Од вкупниот број на примени пациенти во болница околу 150, под 10% се пациенти кои што биле целосно вакцинирани, но тие според надлежните се во добра здравствена состојба и не се критични.